Ама сега има реален проблем, значи лекариве кои што треба да ракуваат со таа опрема, кои што треба да работат во тие сали, во тие болници кај што нели прави министерот реформи, тие имаат проблем со тие реформи. И овој не сака да седне да разговара со нив. А зошто тоа повторуваш пак по тоа? Пошто не сака 3 недели. Беше една недела преговара, така ли? А овие 3 недели не ги гледа. А што кога види дека они не ќе да прифатат ништо од неговите ставови, тоа е тоа. Се не видливи. Па нели вие двајцата ме убедувавте дека нема штрајк, само на пауза се искачаат. Саше, тука јас сакам да ти кажам нешто друго. Се работи за кога зборуваш за лекарите. Значи да се контролираат, ти според твојата теорија по учинок плаќање е уствари да се контролираат начин лекарите. Значи да ги мотивираш или да ги демотивираш. За таквите лекари како што вие од преска ги кажувате, генерализирате, стереотипизирате, значи лекари кои што каснат на работа, на кафиња се не одат на работа, за тие постојат други методи и може да бидат казнети. Тоа никој не го спречува министерот Тодоров да превземе таква мерка. Но зошто да прави мерка која што ќе ги направи 90% од лекарите несреќни? Тука станува целиот збор. Значи, имаш ти методи со кои што можеш да ги регулираш, но не можеш ти да направиш, како што рече слушателот претходно, доколку некој има некој подолг преглед, а некој ги штанца прегледите, да земе повеќе. Ма чекај, ние се тројцата тука збориме на памет. Ние не сме го виделе тој мерката. Имаме идеја од прилика, информирани сме, не знаеме, тој по учинок не е чисто, сигурно не е така голо типот колку прегледи, туку сигурно е земено предвид дали човекот се излечил или не. Потоа самата специфика на прегледот, дали е обично запаление на грло или се работи за не знам камен тамо у бубрек у па да се повторам по 100 пат, затоа треба да седнат и да разговараат. Ти што викаш? Дечки, ајде имаме 12 минути, тука да викнеме министер, а потоа наредна емисија да го викнеме и од комората и да ни објасни. Ајде имаме уште 12 минути да нека влезе и последниот слушател. Ајде повелете. Ало? Дали се слушаме? Ајде повелете. Да, добар ден. Поздрав. Ја ќе бидам пократок. Ајде. Имаше 3 точки како што пратев за знание и банкрот, а ще се задржам на лекари. Можете и за сите 3, можете и за една. Да не должам за знамињата. Добро. Да, ако се истакнуваат знамиња, ја се сложувам со тоа празник и нек се истакнуваат. Али да не споминјаат голема Албанија или оно не ми пречи Албанци во една држава. Па нека си идат во Албанија ако сакаат во една држава. Кратко тука и јас. Идеме на лекарите. Се сложувам со Саша. Треба секој за поучинок. Шнајдерот се јави. Ако си ти добар Шнајдер, кај тебе ќе идат подобри пациенти и ако добро работиш и брзо, и работиш на учинок. Или било градежништво. Сите ние сме научени, да. Еве приватно на Саше, или Саше некако денес се убаво обичал на зборува, да сложувам со денешкиот разговор. Кога би взел ти да градиш... Ќе фалам владата, да бев критичен, ќе ме направите се партал, така ли? Кога би взел да градиш Саше куќа. И викте мајстори да ти работат, така. И еден ти зида 2 квадрата, еден ти зида една циготи сава денес. И како ќе го платиш тој? Ќе го избркаш, фала Богу. А другите починок заслужиле, ти им дадеш и награда. Сосема различни работи. Сложувам. По учинок се паќа по учинок. Луѓе треба да бидат свесни дека се работи за лекари, за доктори. Принципот е Има некој само слушалките или телефонот денес 5 сата разговора како му се децата, како е баба му ќе му се јави, како ова, како ова, све си разговара со дома. Постојат ли други методи да не го прави тоа? Дали може некој да го казни? Ова е казно преку новчаник. Па тоа е по учинок и ручинок. Можеш и преку новчаник да ги казниш и останатите, ама не мора да правиш плата по учинок. Па тоа е преку плата по учинок, ти го решаваш целиот проблем. Учинок се решава, мора да се бори, кога ќе земе некој 50% више, утре и другиот ќе земе, ќе рече јас ќе работам. Проблемот е што не можат сите да земат поголем процент. А платата си е кај нас иста. Ако ја работела пред време извршувам и ефикасно, мене ме наградуваат, например, 20% по учинок. Ако ја месец дена ја каснам, мене ме казнуваат плюс и пенали, казна добива. Кај работите вие? Во МЖ.
И сега едно друго ќе кажем за лекарите. А Уго рече, кој спомна дали Талија или Битолчан, не се сеќам, не го слушнав добро. Вика, че се научи. Точно државата ги плаќа, додека студенти, ученици, државна институција ги учи, така? Додека докторират, асистенти, доценти, се тоа си иде поред и професори станува. И на крај, кој ќе биде добар професор, и заминува у приватно за поголема плата. Не бе ватка. Државата треба како транзиција на фудбалериве. Добар фудбалер на држава ќе плати или на фудбалска екипа милион евра, 5 милиона евра. А тогаш бега го приватно. Дали ќе бегаат тогаш да видиш? И дали ќе го земе некој приватњак кој ќе плати 5 милиона за обучавање на стручниот професор или доктор, специјалиста, нека ги плати тие оштети што се школувал државно, а нека го земе да му работи кај него. Така е. А дали мислите дека лекариве се организирани до позиција? Да не одложам. Мислам дека се изгласи слушателот. Од тука тоа ќе биде и нашиот последен слушател. Уште неколку 2-3 збора ќе уфрлиме јас, Саши и Јофе и таму ќе следува и од јавата денешна. Интересна е оваа тема денешна, ми се допадна што испадна да имаме различни ставови и тука во студиото, со тоа и привлечи доста слушатели. Јофе, би сакал ли нешто да додадеш на темата? Па со Саше цело време не можеме да се убедиме, значи ти Саше викаш дека министерот има сосема коректен став кон лекарите, а вчера Партали ги направи и рече дека Бранко ги организирал. Не го спомна Бранко, лидерот на опозицијата. И значи има коректен став според тебе. Јас, значи, генерално целата приказна, јас ми се допега идејата на владата овде. Мислам дека треба да се направат реформи. Ние цело време збориме за нив, дајте реформи. Проблемот е што они ова не го прават во сите други сектори. И исто во судството требаше вака нешто да направат. И во целата друга бирократија. Значи, ние од нив тоа го бараме. Реформи со големо Р. А луѓето врз кои се спроведуваат тие реформи, кои треба да ги прават тие реформи, нели, кои треба да работат според тие реформи, кој ги врти? Што не гајле што мислат тие? Ја мислам дека генерално треба да се удри малку посилно по нив, со посилен стап. Значи, зборам за целата бирократија, ние имаме во држава 200-300 илјади тоа е друг проблем. Джеболебари, паразити, кои што се начукани по институции, цело висат на Facebook и на милион кафиња и тоа е друг муавет. Ние што сме другите ништо така. Нашите пари ги зимаат, не добиваме никаков сервис. Саша, лекарите ги ставаш таму сега? Сите што имаат државна плата, све, од лекари, бирokrati, судство, се живо диво, се катастрофа жива. Треба да се крати администрација, да, се вработува партиски таму и се искористуваат за избори. Мене ми се допаѓа тоа што владата собра сили ова година да го решава здравството. Наредна година нека го решава. Валјда они проценија дека не може администрација да ќе решаваат. Мислам дека можеби ќе добијат сила за тоа. Значи, извини само секунда, Јофе. Значи, тие за кои реформи во здравството зборуваме? Ја би посакал, стварно сакам еден двајца, тројца, четворица до лекари, доктори да има сега со нас и да може да прозборат за кои реформи ние зборуваме. Ако за некои реформи стварно станува збор, тие сигурно ќе ги кажат. И јас мислам дека Бојан, ти правиш една голема забуна. Истиот случај го имавме и во образованието лани кога министерот Тодоров се судри со УКИМ. И УКИМ му се крена сите излегува на штрајкови се транспарентни. Тоа е најнормално очекување. Ти кога сакаш на некој да муускратиш бенефиции, да го натераш да работи, се јавува отпор. Тоа е најнормално и така ќе се очекува утре ако они решат да прават реформи во судството. Нормално. И сигурно ќе се соберат судиите со транспаренти, ќе му кажат кој е овој Тодоров, жутоклюнец он нас да ни каже ние сме тука 100 години он ваму таму. Значи тоа ќе го има секаде. Но ние како новинари, како јавност треба да му даваме поддршка на такви работи бидејќи нас не требаат реформи. Добро, не, во претходно збореше за оние што од администрација што пијат кафиња и зимаат големи плати, а од друга страна па сега во ред да ги реформираме институциите во кои што имаме и добри работници.
Кај има добри работници? Нормално има и по докторите, нема не се сите добри. Ја не знам зашто од пред ги генерализираш сите како Секако дека има добри. Овој систем ќе се овозможи тие што се добри да се бидат наградени, а тие што се забушанти да го јадат стапот. Добро, ајде имам уште една минута. Јоф, ајде и ти ако Значи, нешто за сакаш тие да додадеш. 5% е овај добар, другиве 95% што не им се свиѓа се сите забушанти, сите се лоши Тоа што доктори. им се тоа што сите да речеме се вели дека 95% сега се Анкета на беше штрайк. таа. Меѓу нив. Тоа е солидарност. Мораш да го сватиш тоа. Значи ти не можеш да му сите штрајкови, мислам сега некој излегува ти сега да бидеш штрајк. Во држава кај што нема традиција за штрајкување се солидаризира, токму така, пошто другарчиња сме. се работи за солидарност. Дечки, сепак, се надевам Кај што наредниот имаат пат. притисоци. Дечки, тука негде кај е крајот морам да кажам, ќе морам да ве сопрам. Извинете, се надевам следниот пат ќе направиме уште подобра емисија. Би било подобро да викнеме и гости некој вако, па да го и него го испрашуваме, рендаме и да биде многу интересно. Јас сум благодарам за сите слушатели што не слушаат, што не се јавија. Јоф, еве и тебе ти шанса. Исто благодарам за гостувањето и за слушателите. Супер беше. Добро, од тука јас повикувам да останете на фреквенциите на канал 7.